Ке зачуваме количини на Pfizer ако одлучиме да се вакцинираат децата од 12 до 16 години, кажа денеска министерот за здравство Филипче. Ке направиме евалуација на сите препораки за тоа дали децата од 12 до 16 години треба да се вакцинираат. Вели Филипче и од Американската агенција за лекови одобри вакцината Pfizer за сите деца. Според Филипче, Комисијата за заразни болести со представници на Министерството за образование и наука периодов ќе работи на тоа да се направат протоколи, вклучувајќи и таа вакцина со цел сите ученици од 1 септември да се вратат со физичко присуство во училиштата. Неколку работи. Прво, евалуација на сите препораки за тоа дали децата од 12 до 16 години треба да се вакцинираат. Еве има потврда од Американската агенција за лекови дека вакцината на Pfizer ќе биде одобрена, односно е одобрена за деца. Во нашите планови за пристигнување на вакцини, таа бројка која што е на деца од 12 до 16 години, може да ја покриеме со количина. И ќе ја зачуваме, ќе ја проектираме да биде за децата, нормално нема таа вакцина да биде задолжителна. Понатаму работа на тоа да се подготви протокол, има многу препораки како би се одвивала наставата во една училница во однос на циркулација на воздух, отворање прозори и така натаму. Така да, Комисијата за заразни болести со представници на Министерството за образование ќе работи овој период согласно сите препораки кои што се сега на сила да се направи еден протокол препорака, вклучувајќи и таа за вакцинација, да видиме какви ќе бидат сознанията, за да се вратат учениците со физичко присуство од 1 септември. Тој додава дека од 1 октомври 2020 во школа одат само учениците од 1 до 3 одделение, останатите онлайн следат настава. Учениците од дома учат уште од лани од март. На 6 мај годинава Канада стана прва земја во светот која одобри ковид вакцината на Pfizer BioNTech за деца од 12 до 15 години, опишувајќи го потегот како светло на крајот од тунелот. Pfizer претходно соопшти дека децата можат да имаат слични несакани ефекти од вакцината како и возрастните, особено по втората доза. Во истражувањето што е опфатило околу 2260 млади волонтери, никој од целосно вакцинираните деца не се заразил со коронавирус.